Се сеќавате ли на серијалот Авантурите на Прцко? Представите Бродолом, Том и Джери, Чуден настан, Предлог за брак на Игор Томески, Марко Христов и Стефан Карапелски. Децата кои на 8 годишна возраст започнаа да го збогатуваат културниот живот во Тетово. Наместо на игралиште да ги одмеруваат силите во фудбал како своите врсници, тие беа на улица и твореа. Со голем ентузијазам и надеж за многу изиграни представи на таските што живот значат. Дел реализирани, останатите чекаат подобро време. Ние важиме за генерација која што мислам дека во своите години кога твореше, остави многу позади себе. Значи, ние добро започнавме во полето на телевизијата, значи снимивме повеќе од 20 телевизиски ленти и испроduциравме околу 6 часа на оригинална играна програма до нашите 14-15 години. И во последните години имаше навистина висок квалитет. На завидно ниво на продукција, ние покрај во телевизијата се обидовме како театарска трупа да навлеземе и во театарот. Почнавме да се бавиме првен со најобичен аматерски филм W, кој што не прерасна во нешто големо, но после тоа почнавме со серијалот Авантурите на Прцко, кој што со соработка со телевизија КИЗ прерасна во 3 долгометражни филма. После тоа, од кога серијалот заврши да се снима, јас продолжив заедно со Игор да се бавиме со театарот. Имаме неколку детски и неколку представи за возрастни. Јас лично почнав да режирам, лично представи кој што на државна надпревар, каде што играв улога од драмата на Чехов, Предлог за брак. Се тоа што го направивме ние, уствари оставивме некој белег во Тетово. Денес секој од нив е тргнат по својот пат. Марко се занимава со информатички науки, но има и актерски ангажмани. Стефан направил пауза од театарот, а Игор студира театарска и филмска глума и режија во Њу Јорк. Каде што се наоѓа театарот Бродвеј, каде што ги имаме најголемите и најспектакуларните мюзикли во светот на театарот. Имав шанса да посетам неколку овој период и можам да кажам дека техничкиот капацитет е доста воодушевувачки. Моментално сум тука на моје огромно задоволство на филмски и театарски студии. Патот ме донесе во Њу Јорк. Ќе видам што ќе правам со поратаму. Меѓутоа за денот на театарот баш ми е жал што зборуваме во времења кога театарски џумус е една представа која што се даде пред 2 години се реализира токму денес. Така што случувањата кои што ние метафорички ги прикажуваме во таа представа токму се одвиваат во Тетово, така што имаме празна сцена. Продолжувам со професионално актерство и режија. Имам договор со продукцијска куќа од Скопје со која што снимаме реклами, филмови и пробам да се надоградувам на професионалното ниво во актерството. Исто така, моментално работам на текст за нов долгометражен филм, кој што ќе се снима на територијата на Република Македонија. Можеби за 1 година до 2 би требало снимањето да започне. Моментално хоби уште ми е актерството, но како главна работа ми е угостителството. Актерството ми е едно од хобите со кое што се занимавав до 2012 година. Потоа го оставив, се повлеков, многу ми е криво, требаше да продолжам. Затоа имам план од септември да го продолжам професионално да го работам тоа. Имам план да запишам драмски факултет. Ќе видиме, здравје. Колку што актерството е убава професија, толку е и тешка ако се игра во Тетово, зашто се соочуваат со огромни проблеми, а толку банални за професионалните театри. Фали простор за вежбање, поради тоа што културниот дом во Тетово не ни овозможува простор за вежбање. Тоа беше еден од главните проблеми за театарски џумбус со кој што се соочувавме. Потоа ни фалат финансиски средства за да може представата да изгледа како што треба. Сите реквизити ги носевме од дома, облека од дома. Фалат глумците, кој што всушност ретко може да се најде глумец кој што сака да излезе да глуми. Одговорноста за продолжување на театарската традиција паѓа
токму на оние аматери и професионалци кои што моментално творат во театарот денес. Значи, тоа е онаа генерација која што моментално се занимава со театар пред основоположниците на театарот. Овие уметници се должни да го пренесат своето театарско знаење на исклучиво најдобрите таленти од помладата генерација. Денес, на Светскиот ден на театарската уметност, Игор Томески, добитник на Нобеловата награда за млади, директно од Њујорк упатува јасна порака. За денот на театарот за крај би кажал дека не го сакаме театарот вистински, ако не ги почитуваме подеднакво сите наши театарски колеги, како подобрите, така и послабите од нас. Како поквалитетните, така и помалку квалитетните од нас. Сите ние сме театарџи, сите ние заслужуваме да бидеме на сцената, сите ние заслужуваме да бидеме образувани во полето на театарот и кога ќе има еднакви услови за театарско творење, без никакви економски, социјални, политички или други ограничувања, тогаш кога сите ќе имаат еднаков пристап на сцената, тогаш ќе се види кој е најквалитетен и кој навистина го заслужува тоа место. Датумот 27 март е избран од страна на Меѓународниот театарски институт во 1962 година и денес се одбележува во повеќе од 100 земји.